Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Под лупа, со кое ве водиме, безбедно ве водиме, морам да нагласам, на планина. Во наредните 40 на минути, мој соговорник ќе биде господинот Антонио Додевски, раководител на планинските спасителни служби или служба. И со интенција да добиете едно повисоко звање на повисоко ниво. Моментално ние функционираме како единица за спасување на планини и непристапни терени уште од 2002 година, што подразбира дека имаме одреден лимитиран капацитет на кадар и опрема и немаме постојано дежурство, односно при не дај Боже несреќи, незгоди на планина, ние треба да се мобилизираме, потребно ни одредено време со таа скромна опрема да направиме тековен план и да излеземе да функционираме, што е различно малку од служба. Службата треба да е постојано 24 часа подготвена веднаш да реагира. Нашата интенција е токму во наредниот период да прераснеме во една служба за спасување во Охридскиот регион. Антонио, деновиве сте многу актуелни, посебно ти застапен си, да не речам на повеќе медиуми и се со причина и цел. Кога се договаравме за емисија, ми рече повеќе сум по медиуми отколку што сум дома и сега директно доаѓаш од Скопје, каде што и таму имаше и таму, искрено ми е непријатно веќе овие неколку денови, ама Не треба воопшто да ви биде непријатно, затоа што реков има и причина и повод за вашите гостувања и на вистина зад вас се неколку успешни акции спроведени, каде што во прашање беа човечки животи и без ваша помош можеби и ќе имавме и фатален исход. Значи не треба да се има скромност кога се има резултати. Сега, неодамна добивте една парична, да речам, помош, така една замашна сума 415.000 евра, од кои 375, околу 375.000 се грант од Европската унија, останати се ваши средства. И сите овие ќе бидат наменети за спасителната служба на планина, која што сакате да направите по сите оние европски стандарди и теркови, како што личи на една ваква служба, за да биде ставена во функција на сите оние на кои што ќе им е потребно. Набавивте едно специјално возило, се подготвува една, значи, да речам куќарка, еден стационар на Галичица, ќе имате и голем број на обуки на луѓе кои што се заинтересирани да бидат дел од оваа спасителна служба. Што се друго е планирано со овие пари? Значи, се работи за проект финансиран од ИПА програмата за прекогранична соработка на Европската унија. Име насловот на проектот е Регионот Охридско езеро, безбедна дестинација за авантуристички туризам. Токму и целта е да го направиме регионот по-безбедна дестинација, со што би станал по-конкурентен на пазарот на авантуристички туризам. Тоа ќе го правиме преку подигање на нивото на капацитетите на службата, односно на досегашната единица за спасување на планини и непристапни терени, која се надеваме дека до крајот на проектот со реализирање на сите предвидени активности ќе прерасне во една навистина служба за спасување на планина која ќе може 24 часа, 7 дена во неделата да обезбедува присуство на дежурна екипа. Во рамки на проектот предвидени се многу активности. Јас спомнав дека од ИПА програмата за прекогранична соработка, значи овој проект се спроведува во пограничниот регион од Македонија и Албанија. Самата програма наложува да имаме партнер од другата страна на границата. Имаме, значи, Националниот центар за развој за животна средина, туризам и одржлив развој од Тирана со представништво во Поградец. Ние е партнер во овој проект. И проектот предвидува развој на два системи за спасување. Едниот е спасување на вода во Поградец, бидејќи во Поградец досега никогаш немало ваков систем за спасување, ниту едуцирани лица кои можат да бидат оспособени да вршат спасување. Додека на македонска страна, бидејќи веќе подолго време функционира во рамки на Црвен крст центарот за безбедност на вода, кој што и согласно законските одредби веќе добро функционира, има добра опрема и доволен број на едуцирани спасувачи, одлучивме да го подигнеме капацитетот на токму на единицата за спасување на планини и непристапни терени, со која треба во догледно време да ја претвориме во служба. Сега моментално имате 20 лица кои што се дел од оваа спасувачка екипа, 10 се планинари, 10 алпинисти. Какви ви се визите за понатаму, како ќе се развивате? Со овој проект предвидено е да се обучат нови
нови лица кои би влегле во тој така наречен логистички тим на службата, кој би можел да брои повеќе поголема група на волонтери, доброволци кои секако се заинтересирани да помогнат во спасителните операции. Ова е правено со оглед на повеќето анализи кои ги имаме правено во минатото, бидејќи и она што е светска пракса. Најголем број од службите во светот се потпираат токму на волонтерската сила, а бидејќи целта на проектот е да го покрива регионот на општините Охрид, Струга, Вевчани, Деварца и Ресен, потребно ни вклучување на повеќе доброволци волонтери од овие средини, кои што многу подобро сигурно од нас го познаваат теренот во своите средини. Преферираме да ни се приклучат луѓе кои се занимавале рекреативно со планинарење, можеби со лов или од некои други причини се движат во природа и познат им е регионот, како би можеле логистички да бидат сериозна подкрепа на професионалниот тим. Целта е на крајот да формираме еден тим од 15 самостојни спасители кои би биле едуцирани согласно препораките на Меѓународната комисија за алпско спасување. Обуките ќе бидат вршени впрочем според таа програма, а тимот за логистика, односно тие 30 на 40, зависно колку ќе има интерес, доброволци во делот за логистика ќе можат секогаш да бидат при помош на главниот тим кога имаме операции за спасување во регионот. Какви планини имаме во овој регион кој што вие го покривате? Дали претпоставам дека и на најниската планина и најблагата демнеат опасности, посебно за оние кои што не се добри познавачи на теренот, но сепак колкави се опасностите реално, значи какви планини имаме, дали може лесно човек да се снајде или му треба водична планина, еве, не дај Боже ако се случи нешто, па и спасителните служби ќе мораат да интервенираат. Прво мора да кажеме дека имаме многу атрактивни планини. Значи, самиот факт дека Галичица е национален парк, прогласен уште во 58 година, големата разновидност на биодиверзитетот во рамки на паркот, зборува само за себе колку е атрактивен тој регион. Од другата страна имаме планината Јабланица која е претендент да биде национален парк, исто така. Се планини кои навистина овозможуваат извонредни пејсажни атракции во регионот, кои во хоризонтите околу нив ги опфаќаат Преспанското, Охридското езеро, од другата страна планината Баба со врвот Пелистер и навистина многу добар геоморфолошки состав кој овозможува лесно движење на луѓе и на еден начин лесно да стигнат до овие визуелни атрактивности, но од друга страна самиот терен, самата конфигурација на теренот е доста комплицирана за ориентација, навигација, а одредени предели морам да кажам дека се и потешко пристапни и можат да предизвикаат и несреќи од друг вид. Инаку нашиве планини исто така се многу достапни за сите видови на авантури кои постојат, од летање со параглайдери, пешачење, искачување на врвови, велосипедизам. Сите активности може да се прават. Во светот е така наречен или познат soft adventure активности кои можат да ги практикуваат многу луѓе, не мора да бидат некако посебно технички подготвени за да можат да се занимаваат со ова. Сега од друга страна ваквата атрактивност на регионот секако привлекува многу голем број на луѓе. Од друга страна опасностите, како што рековте вие, демнат секогаш и секаде кога станува збор за планини и потешко пристапен терен. Особено ризиците се големи кога и пристапот на спасителните тимови е отежнат. Станува збор за големи планини на кои многу лесно луѓето може да се оддалечат на места кои што навистина се тешко пристапни за спасувачките тимови. Сега реков дека со овој грант, со овие средства кои што ги добивте, набавивте веќе дел од опремата која што ви е потребна за функционирање при акциите кои што ќе се спроведуваат за спасување на планина. Едно од тие и специјалното возило кое што навистина е по сите стандарди за искачување по вакви непристапни терени. И за жал, или можеби од друга страна за среќа, што го имаме, за брзо време од кога го добивте, вие моравте да го употребите. Пред една недела, значи минатата среда, се случи една несреќа кога падна параглайдерист на Галичица.
од Украина со тешки повреди на еден доста така непристапен терен, па вашата екипа мораше да интервенира за да може да го доведе до амбулантното возило каде што му се пружи првата помош, па понатаму беше препратен, мислам, во болницата Свети Разма. И каква е состојбата сега, дали имате информации или веќе е испратен во својата земја на лекување? Наистина не знам ни откако ќе го предадеме на итната медицинска помош, веќе тие понатаму со специјалните здравствени институции си ја преземаат обврската да го третираат. Ние тука завршува нашата работа. Како се случуваше? Еве, објаснете ни вака малку попластично акцијата. Кога ви беше дојавено, колку време ви требаше да се екипирате, за колку време стигнавте? И дали сето ова одеше многу побрзо од претходни акции кога сте немале вакво специјално возило? Апсолутно, дека одеше многу побрзо, бидејќи прво самата дојава обично кога се случуваат несреќи на планина, луѓето прво се јавуваат на бројот 192 во дежурниот оперативен центар на МВР, од каде што понатаму тие го препраќаат повикот до нас, па тука се губи неко одредено време. После потребно ни е време да се мобилизираме, бидејќи кажав, единицата се уште нема соодветен простор и дежурства постојани. Туку едноставно правиме распоред на волонтери кои се дежурни во одреден период доколку се случи нешто. Овој пат дојавата одеше многу брзо, бидејќи пријателите на пилотот, исто така од Украина претпоставувам, биле сместени во автокампот Љубаништа, каде што веднаш откако се случила несреќата, тие први го информирале спасувачот на вода. Значи нашите колеги од Центарот за безбедност на вода ја пренесоа информацијата до нас и многу брзо се одвиваше целата акција. Така што од моментот на повик ние за некои 10 до 15 минути веќе бевме мобилизирани и тргнавме на терен. За кратко време, благодарение на возилото кое што кажавте, со неговата звучна и светлосна сигнализација, веќе можеме да се движиме многу побрзо, дури во овие периоди кога е густ сообраќајот на патниот правец према Свети Наум. Успеавме за 35-40 минути најмногу да стигнеме на преводот на Галичица и од тука веќе започнавме целата акција од пристигнувањето до конечната евакуација и предавање на итната служба, траеше некаде околу час и половина. Каква беше состојбата на повредениот? Визуелно она што ние можевме да го утврдиме, имаше повреди на двете нозе во пределот на скочните зглобови и повреда на рбетниот столб. Што меѓутоа пак морам да кажам дека Значи во таква состојба не би можел да интервенира некој кој што не е обучен и кој што не знае да пружи. Пред се опремата, во овој случај пред се беше опремата, бидејќи со такви повреди мора да се направи целосна имобилизација на телото. Благодарение на тие софистицирани вакуум душеци кои ги имаме, ние можеме многу лесно да направиме имобилизација на цело тело и безбеден транспорт. Понатаму, бидејќи транспорт беше по навистина тешко пристапен терен и на тежок начин, доколку не би била имобилизацијата квалитетна, би можело само да се влоши состојбата на повредениот. Пак ќе речем благодарение на целокупната опрема која во меѓувреме ја обезбедивме преку проектот, успеавме на најбезбеден начин да му помогнеме на повредениот, меѓутоа од друга страна што е многу поважно, целата оваа опрема овозможува безбедно да работат и нашите припадници на нашата служба. Да не се доведат и тие во опасност. Да, затоа што секогаш при сите спасителни операции најважна е безбедноста на оние кои треба да го кажат помош. Како што сме разговарали во други прилики, значи не се доведуваат во ризик оние луѓе кои што се во спасувачката единица доколку навистина нема услови за да се изведе некоја акција. Координацијата претпоставувам, еве споменавте дека имате комуникација и координација со итната медицинска помош, со полицијата, сето тоа е еден круг, значи мора тоа да циркулира за да се одвива се онака како што треба и да биде на време направена. Иако во Македонија не функционира онај специјален број 112 како е секаде во европските земји, кој што ги координира сите служби зависно од потребите, сепак во нашиот регион можам слободно да кажам дека имаме многу добра меѓусебна координација. Многу често брзо се разменуваат информации, што не беше случај пред 4-5 години, кога многу често се случуваше сите служби да далеку пред нас разберат за некаква несреќа, излезат на терен, меѓутоа таму се немојни, па дури по многу изгубено драгоцено време да не информираат нас. За среќа, сите овие минати искуства очигледно не научија сите дека мораме многу да си веруваме едни на други, да се подпираме едни на други.
и во последниве неколку години сите информации протекуваат многу брзо. Најчесто повиците пристигнуваат или на 192 или на 195 бројот на Центарот за управување со кризи, и едната и другата служба многу брзо не информираат доколку станува збор за некакви несреќи на тешко пристапен терен, така што едноставно можеме да си помагаме. Така, како што рековте самиот, се поактуелен е авантуристичкиот туризам. Некако луѓето барат нови форми за да си го поминат своето слободно време. Нашиот град нуди такви можности. Еве, дали се работи за параглайдеризам, дали за возење со велосипеди по непристапни предели, планински предели, дали за пешачење или некој друг вид, не знам, посета на некои пештери и така натаму. Колку се запознаени сите тие што се впуштаат во вакви авантури дека постои една ваква единица и колку сето тоа им влева сигурност при започнување на некоја таква акција. Еве ова ќе го поврзам, ќе направам една паралела со спасувачите на вода, значи што се исто така ангажирани преку Црвениот крст на нашата општина. Плажите каде што има такви спасителни служби во секој случај се побезбедни и мислам дека граѓаните кои што ги посетуваат се чувствуваат побезбедно, отколку на оние плажи каде што нема. Сега колку луѓето кои што се впуштаат во вакви авантури знаат за вас и си велат ако не дај Боже нешто се случи, па има кој да интервенира и тоа е многу важно. Не се оставени да речам сами на себе. Кога станува збор за туристички организирани тури, верувам дека знаат доволно во овој момент, иако тоа не е задоволително, секако треба и останатите субјекти туристички агенции од регионот да бидат запознаени. Тоа ни е една од целите во проектот, во втората фаза која ќе работиме, ќе имаме посебни работни групи ќе формираме кои ќе работат на оваа проблематика, да ги запознаат туристичките агенции како да искористат ова постоењето на една ваква спасителна служба како предност при креирање на нови туристички производи и пласман на истите. Секако дека е многу значајно. Можам слободно да кажам, сите оние туристички агенции кои работат согласно Законот за туристичка дејност, го почитуваат законот, ги почитуваат и меѓународните правила во организирање на ваков вид на тури, кои користат професионални водичи во планина, ги знаат бидејќи јас лично и некои од моите колеги кои се дел од службата се инструктори во Центарот за обука на водичи во планина, постојано потенцираме фактот дека постоењето на спасителни служби е многу важно и едноставно ја пренесуваме информацијата за нашето постоење на сите водичи. Така што убеден сум дека сите водичи во Република Македонија знаат за нашето постоење и сите агенции кои работат со овие водичи исто така знаат, дури имаат и понапредни знаења и познавања како да менаџираат со ризици, бидејќи водичите се обучени и можат да им помогнат на туристичките агенции многу подобро да управуваат со ризиците при организирање и при планирање на турите. Затоа ние апелираме секогаш да се користат професионални водичи, бидејќи тие ќе можат на наједноставен начин да ги решат сите несакани ситуации. Од друга страна, јас секогаш ја кажувам паралелата колку е важно спасувањето, особено во туристичкиот туризам, бидејќи Македонија е мала по територија земја и во една поголема смислена туристичка дестинација не може да се самата себе да се смета како дестинација, туку би го гледале Балканот како некоја поширока дестинација во туристички туризам. Еден сериозен туроператор кој носи голем број на клиенти годишно во различни региони, кога прави избор каде ќе ги носи, бидејќи станува збор за авантуристички туризам, клучна е безбедноста, секогаш прави анализа во земјата каде што треба да ги однесе клиентите, на кое ниво и со каква ефикасност функционираат службите за спасување и каков систем државата има решеност на ова прашање. И кога би требало да ги донесе на Балканот, бидејќи конфигурацијата на теренот и убавините на планините на Балканот се речиси еднакви, иако постојат разлики од регион до регион, меѓутоа се речиси еднакви, ќе одбере секогаш да ги носи во државите околу Македонија, каде што постојат организирани системи како Бугарија, Хрватска и веќе во поново време се развиваат служби во Србија, во Црна Гора. За жал Македонија некако доцни на ова поле и тоа го кажувам како пример, кога еден поголем туроператор одлучува секако дека своето патување може да го поврзе во неколку од овие земји, прескокнувајќи Македонија бидејќи нема организиран систем, а во туристичкиот туризам многу често се случуваат несреќи.
Сега тоа си го поврзуваме малку на помала територија, на микрорегион Македонија. Ако го споредиме во иднина, како ќе се случува кога ќе треба да одберат на која планина во Македонија ќе ги креираат своите производи, туристичките агенции сигурно ќе одбираат да дојдат и повеќе, подолго да се задржат во Охридскиот регион, бидејќи ќе е единствен регион во Македонија кој ќе има ваква организирана служба. Тоа е и предноста, тоа е и она што сакаме да го постигнеме и сакаме да бидеме и пример во останатите региони во Македонија да почнат да се организираат локално или регионално вакви служби кои ќе ги исполнуваат пред се меѓународните стандарди и ќе може да овозможат ефикасна интервенција во случај на незгода. Добре, еве на мое и на општо задоволство можам да констатирам дека од претходни наши разговори и твои гостувања во емисијата, кога беа некаков зародиш на оваа служба, сега веќе достигнуваме некакво ниво. Се сеќавам на оние муабети што ги правевме кога немавте возило, па кога моравте да позајмувате од Центарот за управување со кризи, па додека тоа се изорганизираше, се губеше драгоцено време при спасувачките акции. Сега веќе сме на едно повисоко ниво. Се придвижуваат работите во една нагорна линија и во позитивен правец. Морам да кажам и да истакнам голема благодарност до сите припадници на единицата за спасување на планини и пристапни терени за нивната пожртвуваност, бидејќи сите заедно сонуваме еден голем сон веќе 16 години и силниот ентузијазам не донесе овде онаму каде што сме. Јас сакам и да испратам еден апел до сите останати организации да кои што навистина веруваат во некоја проблематика, било од кој аспект да е, дека ако со малку напор можат навистина да направат многу сериозни промени во нашето општество. Верувајте дека овој проект, колку и да звучи голем по обем на средства, 400.000 евра може би звучат многу, меѓутоа за она што го добиваме ние како регион, како град Охрид, се навистина малку пари. Ние ако во минатите 15 години од како постои иницијативата за формирање на ваква служба, требало да одвојуваме, да речеме, по 20.000 евра годишно како општина и би можеле и сами да го направиме. Јас верувам дека тоа не се некои големи средства за една општина, една локална самоуправа да ги издвојува на годишно ниво. Ако може да видиме, нели, локалната самоуправа на задоволство на сите финансира многу спортски, многу културно-уметнички, естрадни настани во градот, за кои што верувам дека и повеќе пари се трошат. Сигурно дека за една ваква проблематика би можела да издвојуваат средства. Јас се надевам навистина во иднина, бидејќи затоа што ова еднократно и ќе треба потоа да се одржува и да се ова е проект преку кој ние ќе опремиме, ќе обучиме екипата, ќе ја формираме на некој начин службата, која служба понатаму ќе има трошоци. Не постои спасување кое е рентабилно, кое носи приходи. Едноставно мора да се потпира на општествените организации и на приватниот сектор кој има најголема потреба. Тога се туристичките работници. Ние во моментот работиме на една студија која треба да ги даде моделите по кои ќе се организира едната служба и начините на незино финансирање во иднина. Ќе треба да направи една груба пресметка на не многу груба, значи ќе се трудиме да е колку е можно подетална пресметка на годишниот неопходен буџет за да може да функционира оваа служба, моделот на незино организирање и едноставно начинот на прибирање на тие средства. Така што се надевам дека општините, не само општината Охрид, како најголема и најзасегната можам да кажам, меѓутоа и останатите општини кои би ги покривале, ќе се вклучат во делот на финансирање барем во одговорноста кон сопствените граѓани, бидејќи се надеваме дека туристичкиот сектор, приватниот сектор ќе влезе исто така во кофинансирање на идните активности на службата, во делот на покривање на безбедноста на нивните клиенти, меѓутоа општините како една одговорност за сопствените граѓани ќе едноставно ќе влезат, ќе помогнат во тој дел за да можеме ние и понатаму да продолжиме како и досега да даваме бесплатни услуги за сите жители на регионот. Така. Честитки за ентузијазмот, но и за професионализмот. Значи, едно без друго не може. Не е само да се има ентузијазам, туку треба да се има строго определена цел и да се оди, да се реализира истата. Вие го правите, тоа го трасиравте патот и ете, сега веќе велам се гледат и првите некои конкретни бенефиции од сето тоа ваше долгогодишно залагање.
Имате учествувано во многу акции, во секакви услови, дури во невозможни, значи давани се вончовечки напори, без никакви средства и за среќа сите тие акции успешно завршувале. Освен некои каде што навистина не можело ништо да се направи затоа што веќе пред вие нешто да интервенирате и да одите на терен, тие кои што настрадале згаснал нивниот живот, па тука не може навистина ништо да се направи, само да се извлечат од тој терен каде што биле. Неодамна имавте и уште една интервенција на брачен пар од Естонија, кој што исто така мислам во заглавија некаде на Галичица, беше нивното возило оштетено. Да, во тој случај немаше повреди некакви. Да, но сепак една паника, бидејќи па и маж и жена биле, а и жената, како што барем информациите што ги имаме, била во подмината бременост, значи што донесува уште еден дополнителен ризик. Дали тогаш го имавте? Мислам го немавте тоа специјалното возило. Имав. Го имавте? Да. Значи тога и ова сега брзо се има случувано. Тоа не беше сериозен случај кога имаме повреда, кога треба да брзаме, меѓутоа беше навистина непријатна случка за еден млад брачен пар кој што во апсолутно непозната средина, со непознавање на системот кој функционира кај нас, едноставно не знаеле каде да се обратат. Дури изгубиле многу време обидувајќи се преку нивната осигурителна компанија да обезбедат начин да се евакуират од планината. Веќе кога станало безнадежно после неколку часови останати на среде планина, и за мене веќе се уште непознат начин како успеале да побараат помош преку случајни минувачи, излегле, значи господинот молел да пешачи одредено растојание да дојде до асфалтниот пат, од таму да застане случајни минувачи па да побараат помош, да се јават во полиција. Значи се одвивала некоја драма која што на луѓето им била навистина стресна, иако ситуацијата не беше нешто премногу сериозна. Доцна го добивме повикот попладнето веќе пред стемнување. Нормално излеговме веднаш на терен, лесно ги пронајдовме бидејќи горе-долу ни одредија локацијата бидејќи се движеле по офроуд познати патишта. Ги евакуиравме, дури можам да кажам дека им најдовме и сместување во Охрид, им најдовме и транспортна служба за нивното возило, сервис кај што ќе може да го поправат. Едноставно луѓето беа доста благодарни, за среќа немаше никакви последици. Девојката беше доста вознемирена, испаничена, не беа добри временските услови, цел ден го поминала во возило. Меѓутоа се случуваат и такви работи, колку и да не изгледа опасна ситуацијата за тие кои се затекнати. Може би не е живото загрозувачка, но сепак има други последици. За луѓето кои се затекнати секогаш е кога се наоѓате. Не се знае што може да те очекува. На непознат терен си не знаеш што да правиш, каде да се обратиш. Еве еден апел, еден совет, како да се однесуваат сите оние кои што ќе се најдат во некоја ваква слична ситуација. Што прво да направат? Дали се тоа наши граѓани, државјани на нашата република или се странски државјани, значи што треба да се прави во ваква ситуација, затоа што веднаш не зафаќа паника, па од паничење, од страв не знаеме што да направиме. Многу е важно луѓето прво да знаат што не треба да прават. Односно не треба да прават ништо што не им е познато или за кое што не се сигурни дека ќе ги извлече од ситуацијата. Бидејќи најчесто при несреќи, особено при залутување на планина, ситуациите се влошуваат кога луѓето преземаат одредени чекори во кои апсолутно не се сигурни дека ќе им ја подобрат состојбата. Најдобро е да не прават ништо доколку не се сигурни дека било што да направат ќе им помогне. Едноставно треба да повикаат помош и од тука понатаму веќе да ги следат упатствата на спасителните тимови кои треба да им помогнат. Во моментов на планина најчесто нема ни мрежа, значи немаме комуникација. Единствено што треба да направат е да најдат мрежа, бидејќи то точно е дека нема секаде мрежа, меѓутоа со придвижување со само неколку минути придвижување, значи искачување на некоја повисока точка, може да добијат мрежа, така што единствено што треба да направат е да дојдат до мрежа и да јават за помош и понатаму да ги следат инструкциите на тие кои што треба да одат да ги спасуваат. И предпоставувам дека пред да тргнат во било каква авантура, дали е таа некоја поадреналинска, поопасна или можеби некоја вака навидум
лесна, треба добро да се информираат, значи каде одат, што прават и што треба да направат доколку се најдат во некоја треба реално да несакана си ситуација. проценат сопствените психофизички можности. Значи треба да реално да знаат колку се едуцирани за соодветната активност и колку се физички подготвени да ја изведат таа активност. Ако човек прави реална проценка, тогаш нема да западне во ситуации кои се несакани. Меѓутоа, ако си ги прецени сопствените можности, се оддалечи повеќе од дестинацијата од која што може да се врати, едноставно ќе остане таму каде што отишол. Ако нема доволно храна со себе, а непланирано го пролонгира периодот на престој во планина, исто така се влошува состојбата. Ние имавме еден случај на лица од Радолишта кои тргнале да собираат чај, тргнале од Велестово, Охридско, ги најдовме дури после 7-8 часа некаде веќе блиску над селата над Ресен. А знаеа дека се таму или воопшто не беа свесни на која локација се наоѓаат? Може би ќе звучи како анегдота, но луѓето мислеа дека Преспанското езеро е Охридско и едноставно мислеа дека треба да се движат во тој правец. Значи изгубиле целосна ориентација, по лоши временски услови, без вода, без храна со нив и без соодветна облека, по кратки ракави на лоши временски услови. Значи, од една навидум најобична, наједноставна активност може да заврши во многу животозагрозувачка состојба. Така. Значи, многу треба да се внимава планината, како вела. Значи, никогаш планината не можеш да ја освоиш, онак како луѓето секогаш претендираат, барем и алпинистите, да ги освојуваат некои врвови, но планината никогаш не може да биде освоена. Може само да ти дозволи да се искачиш на врвот, ама да ја освоиш во никој случај. Јас ќе цитирам Сер Едмонд Хилари, првиот човек кој се качи на Еверест. Тој изјави дека ние не ги освојуваме планините, туку ги освојуваме врвовите внатре во нас. Значи, освојуваме некои внатрешни врвови кои не прават побогати луѓе со она што сме го освоиле, а планината или врвот како физички предмет ние не можеме никако да ги освоиме. Секако дека може да се задржиме таму неколку минути да се вратиме дома. Така. Колку интервенции сте имале во вашиот некој ваков работен ангажман? Колку години веќе сте дел од 16 години, точно од 2002, од јуни 2002 постои иницијативата. Навистина никогаш не ги броиме интервенциите, единствено што правиме анализа на статистиките годишни. Она што статистиката ни окажува е дека ако пред 10 години сме интервенирале во еден случај на 2 до 3 години. Со тоа што веќе во последниве 3-4 години интервенираме во просек на 3 до 4 несреќи, во минатите 2 години заедно имаме повеќе од 11 интервенции, така што бројот на интервенции расте како што расте и бројот на посети. На што се должи? На зголемениот број на посети? Апсолутно, само на бројот на зголемувањето на посети, бидејќи колку повеќе луѓе одат на планина, толку се зголемува и ризикот за настанување на разни несреќи, така што единствено е факторот на зголемување на несреќите е токму зголемениот број. И нормално тоа ние очекуваме да расте се уште, иако сме изненадени од ова брзо одвивање на работите. Во неполни 2 месеци имаме 3 интервенции, што навистина е многу динамично, но очекувано е да расте бројот, бидејќи регионот и туристичкиот сектор, а и политичарите постојано апелираат на развој на авантуристичкиот туризам. Од друга страна, во светот се вртат големи финансии во овој вид на туризам. Проценките на Светска туристичка организација се дека во следниве години дека ќе се зголеми за 50% обртот во овој вид на туризам. Големите туроператори бараат нови дестинации, непознати дестинации каде што ги носат своите клиенти, така што очекувано е да има голем пораст и во туристичкиот сектор, а со тоа и во за жал кај службите и кои помагаат во вакви. Тоа е добро, но сето тоа да го поставиме на здрави основи, значи на здрави нодзепа, за да може да се развива овој вид на туризам онака како што треба. Да не правиме нешто недоиспитано, недоистражено, само онака да се почне, па потоа да завлегуваме во некакви опасности. И да добиеме некој негативен предзнак, па потоа никој да не сака да ги посетува тие дестинации, нашите планини. На тоа поле работите, иако делуваат дека се многу недостижни за нас како регион, како држава,
морам да кажам дека се состојбите на светско ниво се многу едноставни. Единствено она што треба да го направиме е да бидеме строги и ригорозно да ги почитуваме меѓународните препораки и стандарди. Доколку ги почитуваме стандардите за организирање на планински тури, онака како што се предвидени во светот, според организациите кои ги постојат веќе со долги години, кои имаат големо искуство, тогаш нема да имаме проблем во организација. Доколку службите за спасување ги организираме и дефинираме онака како што препорачуваат професионалците и луѓето кои исто така долги години имаат искуство, а се обединети во една многу моќна светска организација, тоа е Комисијата за алпско спасување, ИКАР, секако дека нема да погрешиме. Се додека ние сакаме да измислиме правила, да измислиме принципи, да измислиме системи за организација, тие нема да бидат функционални, ќе бидат импровизации и едноставно ќе не оддалечуваат од она што е реалност во светот. Или ќе цитираме словенички алпинист од претходните генерации кои едноставно за алпинизмот има кажано, меѓутоа тоа важи за се. Ако сакаме да го стигнеме возот кој ни бега, мора да трчаме побрзо од него. Во спротивно ќе тапкаме во место и ќе ни избега возот. Ќе ни избега, да. Мада што велат дека после возот доаѓа друго превозно средство, можеби не знам, автобус, авион или нешто друго, па може со тоа да се послужиме, но сепак ова една анекдота, можеби едно парафразирање на сето тоа дека мора да се фати чекор со работите ако сакаме да ги достигнеме оние некои светски стандарди во развој на овој вид на туризам, а и вклучително и на спасителните служби кои што ќе функционираат кај нас. Ние, за жал, имаме овде на Балканот посебно тенденција да секогаш се надпреваруваме и се кошкаме со комшијата, не гледајќи кај оди светот при тоа. И едноставно, одмерувајќи си ги меѓусебните сили, не гледаме колку светот не заминал. Така што јас секогаш сум за тоа да го следиме светот, да ги заборавиме тие локални препукувања меѓусебни, да гледаме кај оди светот и доколку е можно, значи со забрзани чекори да го бркаме. Да го фатиме. Малку ќе те одморам, веќе е време за пауза за реклами, а потоа продолжуваме. Сакам збор 2 за вашите идни визии, како ќе се развива ова единица и што понатаму. Значи, рековме патот е трасиран, но како ќе се оди? Викенд акција во Миса Маркети. Ослич 1 килограм прва класа за само 135 денари. Мисиркин копан 1 килограм 138 денари. Праски 1 килограм за само 29 денари. Грозје 1 килограм 29 денари. Хиги влажни марамици 2+1 гратис 162 парчиња 77 денари. Фа купка 500 мл 119 денари. Орнел 3 литри 185 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Учествуваме на меѓународни надпревари, добиваме награди и стипендии. Ние го откривме својот талент, открите го и вие. Општина Охрид во соработка со Турскиот културен центар Юнус Емре организираат интензивни курсеви по турски и османско-турски јазик. Системот на курсевите по турски јазик се базира на заеднички европски критериуми за изучување на странски јазици. Курсевите ќе ги водат квалификувани стручни обучувачи кои поседуваат сертификати за оваа дејност. Со современи методи истовремено ќе се усовршуваат 4 основни јазични вештини: читање, пишување, слушање и говорење. Курсевите ќе се реализираат еднаш неделно во петок во просториите на општина Охрид и ќе траат по 4 часа.
Заинтересираните може да се пријават преку социјалните мрежи и на телефонскиот број 02 322 1232 или 046 262 492 локал 123. Лице за контакт Илкер Мустафа. Рокот за пријавување е до 20 август 2018 година. Трговско-забавниот центар Вилич Вања Камчев ве поканува во новиот ресторан Бистро Вилич. Бистрото Вилич нуди мало, но сладко мени со висококвалитетни оброци, а најсладки ќе ви бидат најниските цени и располага со најмодерна игротека, нов хотел, ресторан од висока категорија и кам маркет со паркинг за 300 возила. Бистро Вилич ве поканува да ги пробате вкусните јадења по најниски цени со дополнителен попуст од 20% на целата храна, а воедно и да уживате во пријатниот амбиент на трговско-забавниот комплекс Вилич Вања Камчев. Телефон 046 251 621. Хотел Престол, бисер на брегот на езерото, кој ќе ви приреди неверојатни и незаборавни мигови за вашите свадби и останати свечености за околу 300 гости. И сето тоа, зачинето со вкусна храна, врвна услуга, амбиент и декор кој го одзема с дивот. Чувствувајте се отмено во најважните веселби во животот. Хотел Престол. Супер понуди од Лајка Мобайл. Неограничени национални разговори и SMS кон сите мрежи со Лајка Weekly 149 и Лајка Maxi со 1 гигабајт интернет за само 149 денари неделно и со 5 гигабајт интернет за само 499 денари месечно. laicamobile.mk. Железарија Мајсторче со уште еден продажен простор на улица Питугули, збогатена понуда со најквалитетна санитарија и опрема за бањи. И на новата локација ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, АТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови налепила, глед маси и лајсли. Сето ова, дополнето со голем избор на керамички плочки и ламинатни подови, ви го нудиме и во добро познатиот продажен простор на старата локација на улица Питугули, Горна Влашка Мала. Голем сезонски попуст на голем број артикли, гаранција за квалитет и врвна услуга. Веќе 8 години за вас. Железарија Мајсторче. Поглед некој инако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Кам, постојано ниски цени. Паштета пикант 95 грама, 45 денари. Брашно 5 килограми, 92 денари. Босански суџук 450 грама, 179 денари. Шампон за мажи и жени 400 мл, 83 денари. Кам, купувај мудро. Музичка агенда во Офишен лаунж бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо, во четврток со Тајфата и Димитар, во петок со Стојне Николова, сабота со Селект Бенд и недела со Ристе Ристески. Резервирајте на време во Офишен лаунж бар Лихнидос. Продолжуваме ние со нашиот разговор.
за сите оние што можеби подоцна се вклучија. Предпоставам дека сите добро те познаваат, но еве, Антонио Додевски е мој денешен гостин, како раководител на планинската спасителна служба. Причина и повод имаме повеќе за овој разговор. Елабориравме во првиот дел на емисијата. И сега сакам да те запрашам, бидејќи рече дека вака сериозна служба за спасување на планина имаме само овде кај нас, во нашиот регион, Охрид и еве малку поширокиот регион околу нас. Колку вакви спасителни служби има во другите градови и дали си помагате едни со други, каква е соработката? Или секој си е стациониран во регионот каде што функционира и тука се насочува да помага? Моето размислување е дека дефинитивно треба регионално да се решаваат систематски ова прашање, бидејќи тоа е најефикасниот начин. Например, во нашиот случај во регионот е доволно една ефикасна служба која временски може еднакво да одговори на планините од регионот. Значи, териториите на општините Охрид, Струга, Вевчани, Деварца, Ресен можеме да ги покриваме горе-долу со еднакво време на пристап кое што е нормално. Нормално, кога велиме нормално време за пристап до место на несреќа е некаде околу час време. Од моментот на добивање на повик, за 1 час вие треба да бидете на местото, максимум час и 15-20 минути до самото место на несреќата. Се што би било над ова време би било нелогично и пролонгирано време на пристигнување, така што во нашиот регион една служба сместена во Охрид ќе може лесно да функционира. Исто доверувам дека и во други региони може така да се организира со оглед на статистиката на несреќи кои се случуваат. Доволно е некои 5-6 региони во Македонија да може да ефикасно да ја покриваат територијата, особено оние делови каде што навистина имаме фреквентни планини, каде што имаме поголемо обрт на движење. Од друга страна на прашањето дали има други, да, секако дека има други. За жал, соработката меѓусебна е слаба, јас не би сакал да давам некои мислења зошто е тоа така. Меѓутоа, морам да кажам дека постојат големи разлики помеѓу квалитетот и на знаењата со кои што располагаат припадниците на овие различни неколку здруженија низ Македонија и квалитетот и формата на опремата со која што располагаат. И едноставно мислам дека многу е важно во иднина да имаме што повеќе комуникација меѓусебна, да имаме зближување. Пред известно време имаше на Шарпланина една така наречена вежба, која што беше во организација на Дирекцијата за заштита и спасување, каде што дел од овие екипи беа поканети и тогаш имавме ретка можност да се видиме, меѓусебно да се запознаеме, да видиме кои се луѓето или кои се организации во различни региони кои функционираат, па да си размениме дури и некакви контакти за да си помогнеме меѓу себе. Секогаш целта, бидејќи ние не постоиме за да се надпреваруваме едни со други, едноставно постоиме да помагаме. Кога помагаме, треба да си помагаме и меѓу себе за да биде поефикасна и помошта која што ја даваме. Инаку од она што можам да го констатирам, познавајќи горе-долу тие кои што се занимаваат со оваа проблематика, Асклепи е една организација која што е единствена од Македонија, членка на Меѓународната комисија за алпско спасување. Составена е од алпинисти од сите алпинистички клубови од Македонија, имено формирана и на иницијатива на Македонската алпинистичка федерација, пред се за потребите на федерацијата, уште таму некаде 2003-2004 година. И едноставна организација која пред сите започна да ги имплементира стандардите пред се во делот на обука на кадри за оваа професија. Успешно, значи, го поминаа тој процес на зачленување во ИКАР. Успешно спроведува неколку иницијативи на државно ниво со кои што, например, стана организација од јавен интерес за државата со одлука на влада, донесоа програма за обука на спасители во согласност со препораките на ИКАР, која што е веќе признаена од Министерство за образование, дури во Министерство за труд и социјала ставија и во на категоризација на звања, ставија звање спасител во планина со јасно дефинирани неопходни критериуми по кои што се станува или еден човек може да се занимава со оваа професија.
И искрено се надевам дека Асклепи има сериозен капацитет да може да одговори во некој од регионите, можеби во повеќе, бидејќи станува збор за повеќе алпинистички клубови кои што ги опфаќа и едноставно ќе има можност да го решат ова прашање во неколку други региони. Иако во овој момент и покрај тоа што Асклепи е членка на ИКАР, нашата единица за спасување на планини и непристапни терени, благодарение на средствата од Европската унија, во моментов е најопремена единица. Меѓутоа, начинот на кој што ние соработуваме е добар показател за тоа дека едноставно мора да се помагаме меѓусебно. Секогаш кога Асклепи има одредени операции за спасување, има потреба од луѓе или опрема, ние секогаш стоиме тука да им помогнеме. Секогаш обратно, кога ние имаме потреба од дополнителен кадар за одредени посложени операции, исто така Асклепи секогаш стои на располагање. Се помагаме и во едукацијска смисла, едноставно се надополнуваме. Антонио, започнавте и не верувам дека овде застанувате. Како понатаму ќе се движат работите? Што е наредно, што ќе се презема за да се развива оваа единица за спасување на планина? Со овој проект ние имаме опфатено еден дел од потребите на една навистина целосна служба за спасување и тоа го опфативме делот на спасување во летни услови и целокупната опрема која што ја набавивме е фокусирана на проблемите и решавање проблематики во летни услови, бидејќи статистиката, во минатото ни укажа на тоа дека поголем број од несреќите се во летни услови. Од друга страна, овој фонд на средства не е доволен за да можеме да ја опремиме со целокупната неопходна опрема и за делување во зимски услови. Така што она што ни предстои се нашите планови. Веќе во октомври оваа година го очекуваме вториот повик на ИПА програмата за прекогранична соработка. Се надевам дека ќе имаме уште еден успешен проект со кој што ќе направиме надградба на овој центар кој ќе го градиме, на дополнување со опрема за спасување во зимски услови и надградба и едукација на тимот со посебни техники и пристап при спасителните операции во зимски услови. Бидејќи кажав на почеток, статистиката кажува дека имаме повеќе интервенции во лето, меѓутоа не сакав да те прашувам, а ти еве сам тоа не значи дека немаме интервенции во зимскиот период, особено во минатите неколку години имаше голем проблем во голем број населени места од регионот, особено во Дримкол и во Дебарца, каде што многу села со не многу жители, меѓутоа сепак тоа се луѓе на кои што им е потребна помош, беа отсечени по неколку денови па и по неколку седмици. Едноставно оставени без пристапен пат, без електрична енергија, луѓето таму мора да се справуваат со сите проблеми секојдневно. Многу често имавме повици за интервенции и навистина беше тешко да се пристапи до овие средини. Затоа ние веќе работиме на анализа која би била најнеопходната опрема за да би можеле во прв момент да обезбедиме лесен пристап до вакви ситуации, до вакви несреќи, а од друга страна исто така очекуваме дека во иднина ќе се развива и зимскиот туризам во нашиот регион, бидејќи спротивно на она мислење на многу мина дека немањето на ски центар е хендикеп зашто ние немаме зимски туризам. Сметам дека не е точно. Исто сметам дека и капацитетите за ски центар не ни се толку многу силни, колку што ни е силна можноста да развиваме еден навистина еколошки зимски туризам преку движење со турноски, преку движење со дрезги, така наречени крпли или snowshoes, онаа техника која во Западна Европа е многу популарна, кај што цели семејства со дечиња ја практикуваат. Нашиот регион изобилува со снежни предели и може да се одвиваат многу вакви активности. Секако со себе си носат и одредени ризици, така што би сакал да бидеме чекор пред времето и да ги дочекаме ваквите организирани посети кои убеден сум дека за неколку години ќе бидат навистина во значителен број по планините околу Охридскиот регион, да бидеме подготвени да интервенираме, да не чекаме да се случува нешто подоцна. Се надевам дека до крајот и на овој проект дека ќе успееме во намерите да навистина формираме служба за спасување која 24 часа ќе може да одговори на потребите, да имаме дежурен оперативен центар кој што ќе ги менаџира сите интервенции на планина
и дека ќе имаме квалитетно едуцирани и опремени волонтери кои што ќе можат онаа добра волја која постојано ја искажуваат и пожртвуваност во спасителните операции да можат да ја реализираат или да изведат навистина ефикасни акции со најмалку ризик по нивната безбедност. Јас некако сум сигурна дека се тоа што го кажа претходно ќе биде реализирано, знаеки кои се луѓе се во овој тим, не се откажувате така лесно. Вие се справувате со секакви непогоди на планина, камоли со овие што се долу во долините. Значи ќе се справите и со нив и со сите административни проблеми кои што ви се пречка и со се она што ви застанува на патот, сигурна сум дека ќе најдете начин како тоа најлесно да го пребродите. Дека ќе го реализираме се тоа, ама сум сигурен дека ќе продолжиме. Така што верувам дека на крај ќе има резултат. И за самиот крај на емисијата, за еден интересен настан кој што се случи минатиот викенд во организација на манастирот Свети Јован Бигорски. Ајде нешто да ни кажеш околу тоа, јас нема да откривам, ќе ни кажеш ти за што стануваше збор. Да. Имавме една можност да со тоа што екипирани и опремени можевме да помогнеме на еден навистина убав настан. Имено монасите од братството на манастирот Свети Јован Бигорски и монахињите од сестринството на манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица организира веќе трета година поред света божествена литургија на врвот Крчин, каде што во минатото постоела и црква посветена на Свето Преображение. Монасите по овој повод поставија еден посебен навистина убав метален крст на самиот врв и на врвот отслужија божествена литургија сите заедно. Интересно е што на овој настан присуствуваат голем број на верници, најголем дел од нив дури и не се планинари, меѓутоа вложуваат максимален напор да се искачат на врвот Крчин. Со Божја волја, значи... Да, дури морам да споменам дека голем дел од верниците кои учествува во светата причест не конзумираа храна и течности се до завршување на литургијата. Значи целото нивно патешествие, тие преку 1100 висински метри кои ги искачија и неколку километри пешачење ги поминаа буквално без да пијат и да јадат. И едноставно целиот тој настан изгледаше многу нетипично, да речем, за наши очи, бидејќи навикнати сме на планина да гледаме по инаков вид на активност. Ова беше нешто ново навистина и за нас. По препорака на наши колеги водичи во планина, кои беа дел од водичите на групата, ни се обратија сестрите од манастирот во Рајчица и побараа доколку е можно да го обезбедуваме на овој настан, бидејќи како што кажа отец Партени, кој е игумен на манастирот Бигорски, сака сите настани да бидат организирани и да не се прават непотребни ризици, бидејќи бројот на луѓе присутни беше голем. Секако дека прифативме, бидејќи тоа е и нашата мисија, секаде кај што можеме да помогнеме. И ете, на еден начин се надевам дека успеавме со нашето присуство да им влеваме повеќе самодоверба и сигурност на луѓето кои што беа таму и се надевам дека барем за малку нашето присуство им помогна да се чувствуваат побезбедни, иако секако немаше никакви сериозни инциденти или несреќи, сепак бевме подготвени за да одговориме максимално доколку се случи нешто. И се надевам, ова е една убава традиција дека ќе продолжи и убеден сум дека од година во година ќе има се повеќе и повеќе луѓе кои ќе учествуваат на оваа манифестација. И ги охрабрувам сите други, независно дали станува збор за верски, религиозни настани, спортски, рекреативни, едноставно да организираат или кога организираат вакви масовни настани, едноставно да се консултираат барем со нас за да истото го се прави. Сите оние опасности или барем да се сведат на минимум. Да. Како што реков на самиот почеток на емисијата, убаво е да се чувствува човек безбеден. Јас овие изминати минути 40 на можеби повеќе се чувствав навистина безбедно, иако не бевме на планина. Интересни, предпоставам, бевме за гледачите, добија нови информации како можат да си го направат престојот или некоја авантура на планина
побезбедна, посигурна и кога тргнуваат добро да се информираат и да знаат дека не дај Боже ако нешто се случи има каде да се обратат. Да, јас ви благодарам за поканата, се надевам дека и со ваша емисија направивме и сите гледачи кои не следат да се чувствуваат малку побезбедно и да ги охрабриме да се движат на планина, бидејќи движењето и другарувањето со природата е навистина најдобриот здрав начин за подобрување на сопствената, на целокупната благосостојба на човек. Така, благодарам уште еднаш. Благодарам.